Петочно издание на регионалните вести. Во него ќе гледате. Гостиварци се согласија дека е време животот да се врати во нормала. Иако состојбата со пандемијата се смирува, лекарите апелираат граѓаните да не се опуштаат и додека тече процесот на имунизација. Отворен нов центар за ран детски развој во Братство Миѓени за деца на возраст од 3 до 5 години. Ковид-пандемијата стигнува, а во тек е вакцинацијата на населението. Надлежните најавија дека доколку продолжат трендовите на опаѓање на нови случаи, мерките ќе се олабавуваат и ќе се дозволи организирање на свадби. Во анкета ги запрашавме гостиварци, какво е нивното мислење на оваа тема. Пред пандемијата да завладее со животите на луѓето, вообичаено во овој период од годината започнуваше сезоната на свадби и други семејни свечености, а матурантите ги подготвуваа матурските прослави. Лани, поради забраните за организирање поголеми собири и затворањето на рестораните за свадби, немаше ништо од тоа. Дали оваа година ќе се дозволат прослави, под какви услови и во која форма, ќе се знае за 10 дена, кога се очекува да бидат донесени нови одлуки. Надлежните најавија дека доколку продолжат трендовите на опаѓање на нови случаи, мерките и забраните ќе се олабавуваат. Во анкета ги запрашавме гостиварци какво е нивното мислење на оваа тема. Речиси сите се сложиат дека е време животот да се врати во нормала, да се дозволат свеченостите и да се укине носењето на маски. Па јас мислам дека треба веќе да ги укинат маските, затоа што мислам дека не може веќе да се поднеси толку време ова, сето тоа е некако комалтетирање на луѓето со маскиве. Друго е чист воздух да се вдиши и мислам веќе дека е редно да се укинат маскиве, да се смири ситуацијава, еве значи имат и вакцини, повеќето се вакцинираат и се уште ќе се вакцинираат. Мислам дека е време се да се укине со пандемијава, више да заврши. Па треба да има веќе и свадби, затоа што стварно луѓето треба и да се мало да се веселат, да се пушти се да дојде во нормала. Доволно време беше сето ова третирање вака на луѓето, треба да имат веќе свадби, све нека се пушти. И младите и старите нека се веселат, да заборават на сето ова се што го преживеавме. Треба да се олабава мерките. Но се намалуваат више заразувањето, треба да се намалат. Треба ли да има свадби, матурски прослави? Па ред е више треба да има. И нека има, се намали заразувањето и према тоа нека има. Па што мислим ја, треба да се тргне тоа. Ова е вештачка нешто, не е некоја природна епидемија тоа. Да е така, да. Ама вештачко е тоа, кога ќе допират тие тогаш. Би требало, животот треба да тече, не така, али све зависи од државата. Секој на своја глава, како ќе размисли, така. Ако нема движење, разбираш, физкултура, џабе му е све, во затворен простор е опасно. Се надвор кој како ќе се, со кој ќе се сретне, што ќе донесе таласи, тоа не знаеме. Па нека имат све. Али со внимание мало, со усул, да не биде дибидус шаблонски после, леле мајке што ме најде, ќе биде работата. Актуелните мерки кои офаќаат задолжително носење на маски во затворен простор и на отворено, полициски час од полнок до 4 наутро и забраните за свадби остануваат да важат до 1 јуни. Останува да се види кои ќе бидат новите препораки и одлуки за понатаму. Во меѓувреме, бројот на новозаболени во земјава опаѓа, а значително се намалени и приемите на ковид пациенти. Според Министерството за здравство, секојдневно се бележи зголемен интерес за вакцинација, која се одвива на пунктови за масовна имунизација и во здравствените домови низ градовите. Иако состојбата со пандемијата се смирува, лекарите апелираат граѓаните да не се опуштаат и додека тече процесот на имунизација, да бидат предпазливи и да не се создаваат гужви пред центрите за вакцинација.
Граѓаните да не се опуштаат и да ги почитуваат мерките за заштита од ширење на заразата со коронавирусот, апелираат лекарите. И додека тече процесот на имунизација на населението, да продолжат да носат маска, да одржуваат лична хигиена и да држат дистанца, за да не се повтори бранот. Особено да внимаваат да не се создаваат гужви пред центарот за вакцинација. Граѓаните треба многу да внимават и кога се вакцинираат, да држат дистанца, бидејќи се уште никој не знае дека нели тоа е, не можеме да знаеме кој може да е заразен, кој може да пренесува вирус, така да при вакцинација било кое место, значи се уште важат тие препораки од Министерството за здравство, држење дистанца и обавезно задолжителна маска носење и дезинфекција на рацете. Да не ни се случи тој синдром српскиот што беше при вакцинација и се зголеми бројот навистина многу. Така да се надевам дека самите граѓани ќе бидат свесни да внимават при вакцинација, да не се собират. Оти навистина не можат тие вработени од Министерство за здравство или полиција или војска да ги тера. Така да самите граѓани мора сами да внимават при држење дистанца. Состојбата во Тетовската болница се смирува. Моментално се хоспитализирани само 4 пациенти со COVID-19 на возраст над 65 години со коморбидитети. Добро, сега имаме смирување на ситуацијата. Имаме моментално 4 хоспитализирани пациенти, од кои сите се на кислородна подршка, така во релативна добра состојба. Иначе амбулантските прегледи имаме се уште над 40 пациенти, што се за кои за контрола и кои за советување, некои за лабораториски или радиолошки испитувања. Секако дека сега имаме и еден починат пациент, значи во последните 24 часа, така да ситуацијата почнува да се нормализира и се надеваме за едно кратко време дека нема да имаме хоспитализирани пациенти ако продолжува по овој тренд. Инаку во Тетово и околните општини заклучно вчерашниот ден има 109 активни случаи на COVID-19. Од почетокот на пандемијата бројката на COVID диагностицирани пациенти досега достигна 7196, од кои 312 починати. Над 390.000 граѓани изразиле желба за имунизација преку интернет платформата вакцинација.мк. Заклучно со вчерашниот ден вакцинирани се вкупно 206.013 граѓани. Вакцинацијата се одвива непречено на сите пунктови низ државата, а интересот за вакцинација секојдневно се зголемува. Досега бројот на лица кои изразиле желба за вакцинација преку веб платформата Вакцинација.мк е 390.330 граѓани, информира Министерството за здравство. На вакциналните пунктови во државата заклучно со вчера вакцинирани се вкупно 206.013 граѓани. Прва доза вакцина вчера примиле 9.561, а вчера вкупно се вакцинирале 11.646 граѓани. Во државата вкупно се аплицирани 244.518 дози вакцини, а ревакцинирани се 38.505 граѓани. Со последните бројки 44,7% од населението над 70 години имаат примено барем една доза вакцина. 37% од населението над 65 години е вакцинирано со барем една доза вакцина. Вакцинацијата се спроведува согласно националниот план за имунизација. Се вакцинираат возрастни лица, граѓани кои искажале интерес за вакцинација на веб страницата, а се вакцинираат и лица вработени во критична инфраструктура. Масовна вакцинација се одвива во неколку градови во државата, и тоа во спортската сала Борис Трајковски во Скопје, во спортските сали во Кавадарци, Куманово, Тетово, Штип, Битола, Струмица и Охрид. Министерството за здравство уште еднаш апелираше до граѓаните масовно да се пријавуваат на Вакцинација.мк, бидејќи тоа е најлесниот и најбрз пат да се вакцинираат. Инаку во изминатите 24 часа во ковид центрите во болниците низ земјава е пријавено дека се лекуваат вкупно 237 пациенти позитивни и суспектни на коронавирусот. По извештаите на болниците кои пристигнуваат во Министерството за здравство на дневна основа, во болницата во Битола се хоспитализирани 26 пациенти позитивни и суспектни на COVID-19.
COVID-19. Во болницата во Штип хоспитализирани 28 пациенти. На инфективното оделение во Тетово има 4 пациенти, во Велес се лекуваат 24 болни, а во Куманово 43 пациенти позитивни и суспектни на COVID-19. Во ковид центарот во Охрид има хоспитализирано 29 пациенти, во Прилеп 16, во Гостивар 7, а во Струга 20 болни. Во болницата во Струмица хоспитализирани се 14 пациенти, во Кочани 7, во Кичево 9, Кавадарци 7, а во Гевгелија 3 лица позитивни и суспектни на коронавирусот, но бројките се менуваат од час во час според направените приеми и исписи на пациенти. Отворен нов центар за ран детски развој во основното училиште Братство Меѓени во Тетово. Центарот може да згрижи деца на возраст од 3 до 5 години, а истиот ќе функционира во рамки на детските градинки Младост од Тетово. Нов центар за ран детски развој беше отворен во основното училиште Братство Меѓени од Тетово. Овој центар има капацитет за 60 деца, а во него ќе бидат згрижени деца на возраст од 3 до 5 години. Истиот ќе работи во 2 смени и ќе функционира во рамки на општинската јавна установа Детски градинки Младост од Тетово. Директорката на Детските градинки Младост, Рамија Даути, истакна дека ова е 11-тиот центар кој што е отворен во Тетово, а целта е вакви центри да бидат отворени во секоја населба од градот. Значи, центрите се објекти кои примаат деца по 3 часа, само како скратено време. И мислам дека по планот на општината Тетово ќе има во секоја населба таков центар. Моментално може сте слушнале или виделе дека отворивме центари во Сарачино и во Меѓени. Меѓени е 11-тиот центар кој се отвори во општина Тетово, но тука нормално не застанува. Ќе продолжиме свите да бидат блиску до градинките. Во една група на тие центри ќе работат со 25 деца, значи една воспитувачка работа со 2 групи, за да го исполни своето работно време. Капацитетот на тие објекти е 60 деца. Инаку предходниот месец во тетовското село Саракино беше завршен 10-тиот центар за ран детски развој, финансиран од општина Тетово. И пешаците не ги почитуваат правилата во сообраќајот. Во вчерашната полициска контрола откриени се 92 прекршоци. Вчера од 10 до 15 часот на Тетовското и на Гостиварското подрачје спроведена е акцијска контрола во врска со прекршоците кои ги прават пешаците во сообраќајот, во која вкупно биле откриени 92 прекршоци. 76 од нив биле во Тетово, а 16 во Гостивар. При контролата откриени и санкционирани се и 14 други видови прекршоци, 8 во Тетово и 6 во Гостивар. За сите прекршители изготвени се соодветни поднесоци, при што истите ќе се соочат со парични глоби, кои се движат од 20 до 50 евра во денарска противредност. Во текот на изминатото деноноќе според статистиката на СВР Тетово за неносење заштитни маски на вкупно 48 лица. Изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. 32 биле казнети во Тетово и 16 во Гостивар. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје, односно на едно лице во Тетовско и 2 во Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. А при извршените контроли на лица со вакви решенија не биле констатирани непочитување на истите. Во периодот од 24 часот на 20 мај до 4 часот на 21 мај, на подрачјето на СВР Тетово, односно во Гостиварско, регистрирани се 2 лица кои ја прекршиле владината одлука за целосна забрана за движење на граѓаните. За поддршка на палестинскиот народ во Газа, денес во Тетово се одржа мирен протест. Денеска овде сме заради протест за масакрите и за злочинот што се употребува у Палестина
поточно у Гази. Ние сме овде само за протест против злосторствата и против човечанството. Значи овде треба да биде секој човек што ја знае себе дека е човек, треба да биде во овие редови наши. Било тоа македонец, албанец, било тоа ортодокс или муслиман. Овде се употребува сила над несилните цивили. Значи овде веќе е крајниот момент и крајната точка кај што можеме да се видиме и да се состанеме. Вчера попладне пак група на студенти организира изложба со протестен карактер за поддршка на палестинскиот народ. Значи, ова што го правиме денеска е изложба, хуманитарна изложба, не е верска, не е национална. Зошто? Затоа што цел свет, најмалку нас во Македонија правиме вакво нешто, туку цел свет прави вакво нешто, изложба, хуманитарна изложба. Најголемата може да биде во Њу Йорк, во Вашингтон, во Лондон, туку и ние сакавме да правивме нешто да покажуваме дека како албански, како македонци, како тетовчани да викаме, сме против секој зло, кој да го прави зло нема врска за нас. Ние што правивме ова овде ваму е експозит за геноцид. Значи, ние земавме фото од Холокауст, прво, земавме последно фото од Палестина. Значи, ова не е верско, ова е хуманско. Овде е крајот на регионалните вести. Имајте убав викенд. Пријатно!